Одиш в село и некоја баба. Машала, машала. Ти на Трајковци си? Леле, плюкнат на Трајко си. Мајка ти. Сине, пази шо правиш, немој да пиеш. Нема, мама. Нема. Еле, брат, ќе го акнам, не можам, ќе го акнам, ќе го искршам телевизорот, ќе го искршам. Шо ти е крив телевизорот, море? Шо ти е крив телевизорот, джити се? Да паничи поп на погреб. И тогаш таа ќе влези во земјата. Тргнете умрената, не можам да ја гледам у пичку матер. Некоја женска, например, многу се поти. Мислам дека има откажано кулерот. Секогаш има некој што ќе ја себи работата. Јас, професоре, учев од скрипта. Скрипта? Да, професоре. Како бе скрипта? За тој предмет имаме книги, има да учиш тука 600 страници. Па, професоре, не можеме да учиме ние 600 страници, а во скриптата за 40 страници. И цела генерација студенти. Секогаш сите чекат ливчиња за 15.000, за 35.000. Многу јако што сите чекат и секогаш само една ги заеби. Има и забегани жени што се јавуваат на телефон. Јас сонував, уште кога се разбудив, а не, кај 5:15, јас сонував дека дошол тука немец и ни рекол проблемот е решен со Грција и дека Македонија ќе влези во Европска Унија. Пријатно. Тато, сакам песничка, сакам да бидам пејач како Џастин Бибер. Титни ми на мобилен, ако кредит немаш ти, титни од кај татко ти. Уште пред да влези јас си реков че дој, едно време го гледам дека дојде. Таман да дојди Шефкио, гледам и си викам само да не влези. И таман си го реков то и оп Шефкио наврата дојде. Ало, Леон мамичка? Мама, Кај си досега? 2:10 е сатот, не сме заспани со татко ти. Ебе, седам со картината. Леон мамичка, да не пиеше пиво. Ама немам ништо пиено, мама. Хухни мамичка. Леон мамичка, извај го прстот од устето. Хухни пак. Кој ќе дојдеш дома, Леон мамичка, ќе те провера. Ќе можеш да се запознаеме? Бра. Бојана? Бојана, шо пиеш од мене? Извини, Бојана. Ветувањето што го кажуваат сите пијаници. Брат, од утре не пијам повеќе. пичку матер.